Председателке, почитувани колеги, не знам дали веќе има смисла да зборуваме за процедурата која што се крши упорно на оваа комисија и дека овој закон, односно пакетите на закони не се со европско знаменце. И бидејќи гледам расположени сте да давате реплики кои што немаат никаква врска со суштината на работењето на оваа комисија и на овие закони, јас еве да цитирам нешто што укажува на тоа дека треба длабоко да размислите пред да гласате. Анонимен представник на Уставниот суд вака вели: норма за која Уставен суд еднаш одлучил е конечна и никој не смее понатаму да ја враќа во живот со одредени модификации. Значи, Уставниот суд еднаш решил, и кои сте вие, и кои сме ние, и која е владата, да таа одлука, без разлика дали на нас или на владата или на било кого му се допаѓа, да ја модифицира. Тоа е прво. Вели понатаму, пратениците два пати да помислат што ќе гласаат и да сакаат, не смеат со шминки спротивно на одлуките на Уставен суд. Јас тука не знам што не е јасно. Арно ама, владеачката ДУИ со подизведувач од СДСМ решиле да го згазат целиот правен поредок во Република Македонија и Уставниот суд, кој што видите, они си го одбра. Они си ги одбра луѓето, они си ги ставија таму, уште трае комисијата за избори и именување, каде што упорно Јовевски треба да го изберат, ама никако да го изберат, и тој да биде уставен судија. Сега тој истиот Уставен суд вели пратениците, уште еднаш да повторам, два пати да помислат што ќе гласаат и да сакаат, не смеат со шминки во законот да одат спротивно на одлуките на Уставен суд. Сега што ќе гласате вие? Говорам за пратениците, особено од Социјалдемократскиот сојуз, кој што во 2015-16 година, никако не смееме да го заборавиме, таткото на недемократијата Зоран Заев, кога доаѓаше на власт, велеше дека ќе има живот за сите. Па се сеќавам како кога беа опозиција од оваа страна, било каков протест да имаше надвор, трчаа да се сретнат со работниците и да им ветат дека ќе имат подобар живот и дека ВМРО и ДУИ тогаш не чинат и дека се криминалци. Се сменија улогите, сега тие се власт, и добро се сеќавам на ТВ дебатите кои што траја, па речи си 2 години, на кои што сум учествувала и јас со тогашната министерка за труд и социјална политика Јагода Шахпаска за недела неработен ден. Ама 2 години. 2 години. Медиуми тука, недела неработен ден. Не знам дали се сеќавате, спотови правеа. Па пресконференции, успеавме, социјален диалог со работниците, недела неработен ден, дебати. И сега тоа не важи. Не важи. Светото тројство на синдикалците, 8 часа работа, 8 часа одмор и 8 часа, нели, онака како што си го замислува работникот, не важи веќе. Туку важи афрички закон. Нешто што сме мислеле дека веќе во самото наше општество нема да се врати, дека со демократизацијата на општеството многу ќе се почитуваат и правата на работниците, но и нивниот законски определен минимум, каде што во државите во кои што
членки на Европската унија во која што се стремиме да одиме и постојано тоа Европска унија го повтараат како папагали, токму оние кои што ги кршат европските директиви и што е уште посмешно, поинфантилно, велат дека они се Европски фронт, а ние сме неевропејци. Сега да прашам, дали Дейвид Гирви е неевропеец, иако мислам дека е представник на Велика Британија, која што со Брекзит излазе од Европска унија, ако грешам, поправете ме, но како и да е представник на Европската комисија во Република Македонија. Сега, дали и тој, и целата Европска комисија која што брои една недела и вели дека знаменцето не му е место на овие закони европско, дали вчера кога имавме средба со австриските пратеници, првото прашање на австриските пратеници до председателот на на Комисијата за европски прашања беше дали ги злоупотребувате европското знаменце за закони кои што немаат никаква директива и регулатива, дали тие се грешка? И како бе вие најпаметни од сите излеговте? Вака членови на Менса да не сте? Нобеловци да не сте? Да. Ве прашувам, сакам одговор, нема проблем, тука сме да дебатираме, без разлика колку и да ни е скратено времето. Како вака вие одлучивте? Најважната порака што сакам од тука да им ја пратам на работниците, а и на граѓаните, дека за многу кратко време граѓаните се тивки, но нетрпеливи да паднете од власт, да ве казнат на наредните избори, кога и да се случат тие. Слушам, Ковачевски не сте му дале да даде оставка. Чудно, смешно. Не можел да издржи, но пораката од тука што сакам да ја пратам дека и тој што подпишувал, и тој што не се знае чив подпис е тука на овој закон, стои кај графата за заменик министер, јас не може, а не пишува име и презиме, значи Јована немала ни храброст да го подпише овој закон со европско знаменце, ќе одговара. Јасно и гласно кажуваме дека ќе одговара и ќе дојде ден кога тој договор ќе биде јавно достапен, ќе го видиме сите и искрено ми е жал што ве пуштија по вода тие пратеници кои што го подпишавте законското решение, па дури ве натера и прес конференција некој од вас да држите, дека е толку добро законското решение, а за нив, верувајте ми на збор, сте само една обична гласачка бројка. Сите ќе бидете заборавени и се надевам дека дел од вас нема да одговараат затоа што не сте знаеле, ама тие кои што многу добро го знаат ова и кои што го извршуваат криминалот на векот, ќе одговараат пред независни институции и кога ќе биде ослободено заробеното судство во Република Македонија. Мене ме интересира дали некој финансиски експерт стане да каже од каде 2 милиарди евра на Република Македонија во буџетот, кога вкупниот буџет на Република Македонија во моментот е 5 милиарди со задолжувања, и зошто за овој така наречен огромен проект, кој што никој не знае колку ќе чини, и во законот, обично во законските решенија пишува финансиски импликации, овде во ова законско решение нема финансиски импликации. Прашањето ми е, зошто не земавте кредит? Дали тоа значи дека сме несолвентни како држава и ниедна банка нема да ви даде кредит под овакви услови? Дали е тоа одговорот на моето прашање? Никој на тоа не ми одговори. Туку ќе плаќаат граѓаните на Република Македонија за грабежот на векот, кои што помпезно го најавувате и за кои што ги кршите основните и елементарни човекови работнички права, и што е уште потрагично, ќе увезувате работна сила. Зошто? Затоа што она работна сила која што постои во Република Македонија е со план да се исели трајно од Република Македонија. Се надевам дека некој од оние шарени револуционери кои што мачкаа фарба
за нема правда, нема мир, во чест на тоа ќе остават некои чевлички пред владата и ќе направат едно сценографија која што веќе е дежаву. Буквално се е дежаву во државата, но ќе ве истрпиме уште многу малку, ќе си заминете тоа дефинитивно, дека ќе си заминете од власт, ама главната поента е дека ќе одговарате. Благодарам.